понекогаш и агресивно однесување како нација и истурено, можеби како емоција врз домашните милиници. Така ќе го спојам секако и она следно видео кое што ќе го погледнеме, можеби го забележа. Секако видеото е авторизирано од страна на порталот Скопје 1МК, таму е всушност и ова видео. Имено, само ќе потсетам дека ова Ракуманово, Крива Паланка, поднесе кривична пријава против АА, 23 годишниот од Крива Паланка, поради сомнение за сторено кривично дело мачење животни. На 10 мај во 23 часот и 30 минути било пријавено дека на социјалната мрежа објавено видео снимка на која се гледа, како што ја забележувате во моментот, куче било врзано за патничко моторно возило во движење и кучето било принудено да трча. Веднаш по добиената пријава превземени се соодветни мерки и активности од страна на полициските службеници од Крива Паланка. Било утврдено дека сопственикот на возилото и кучето е АА од Крива Паланка. Со него извршен и службен разговор и против него било поднесена кривична пријава и сега нели се слушна и неговата страна, секој пат треба да биде нели транспарентни. Сепак господинот вели дека немал намера, или објаснува Анита дека немал намера да го повреди својот домашен миленик, зашто нели многумина од нас и се сомневаат во неговите искази и изјави. Практично тој вели дека се скинал ланецот, рипнал од прозорот и на тој начин кучето на овој начин го влечел со својот автомобил, па по некој идесен период забележал дека кучето практично нели трчало во сооднос со колата. Нонсенс. Нели по некој пат чинам дека си и добар психолог со годиниве, нели, освен тоа што си доктор по ветеринарна медицина, можеби се една од ретките дами кај нас, ова ќе го кажеме со Цеце, ќе го посведочиме, која што ревносно, со љубов ја работи нели својата дејност и занет. Некој пат претпоставам дека поучено од искуството можеш да забележиш кога за жал секој од нас користи флоскули или лаги за да се прекрие вистината. На овој начин мислам дека тука нешто друго се гледам, мислам не е моје да коментирам, нели јас ова видео прв пат го гледам, Марче. Да, ова беше пред 2 дена. Да бидам искрено ме погоди, ме растревожи, затоа што само друго правиш ти. Да, така да не го очекував на вистина ова, кога ќе најдам на такво нешто едноставно го тргам затоа што мене ми ова само затоа што сакав и да адресираме со Цеце до тебе прашање по некој пат. Еве се поврзуваме сега нели со врсничкото насилство, децата, родителите, бидејќи работиш долги години, агресивното однесување, бидејќи работиш често како буквален психолог, не само доктор по ветеринарна медицина. На кејот на реката Вардар, често нели тоа е поле на каде што баш ја извршуваш твојата должност, да имаш групи на луѓе, родители, деца и да некако катарзисно ги поврзаш со своите домашни милиници и да научиш правила и прописи како да се поврземе доколку имаме понекогаш агресивно однесување од нашиот домашен миленик. Всушност, заедницата наша некој пат е многу агресивна, па веројатно и ова се за жал. Последиците сите ги гледаме, таа агресивност која има кај луѓето се пренесува на се. Буквално. И на животните, нормално децата, од родителите или од околината. Значи, станува една колективна состојба. Се си носи свое, нема да ширам понатаму како живееме во какво општество, нели, кој е менталитетот на луѓето и поради што е таков менталитетот на луѓето, која е состојбата на луѓето што живеат кај нас во однос на сиромаштијата во однос на условите за живот. Сето тоа си допринесува да имаме луѓе кои се понерасположени на улица, нели се полути. Еве утрово додека да дојдам до овде на неколку места ме затекна, нели гужва во сообраќај. Само да погледнете изразите на тие луѓе преку прозор, доволно ве јасно што се случува во нивните глави, каква е таа енергија што кружи околу нив и тоа се што се шири наоколу и можете да замислите какво влијание има на детето што слуша позади. Нели и на се останатоа тука си домашните миленици. Нормално. Ќе зборуваме и за агресијата, ќе зборуваме и за многу други работи. Меѓутоа еве што првично предизвикува агресија кај домашен миленик. Ние низ годиниве сме зборувале на многу проблематики и тематики сме отвориле кои што се поврзани нели со домашните миленици. Многу од луѓето кај нас генерално се љубители на домашни миленици и си имаат, нели, куче, маче или било каков друг домашен миленик. Стана убав тренд, да речеме да. Меѓутоа често во последно време слушаме и за напади од домашни миленици на сопственици. Од каде е изворот или кој е оној тригер фактор кој што ја предизвикува агресијата кај Има повеќе извори. Домашните. Има повеќе извори кои се комбинираат, барем од моето искуство е тоа што го гледам, бидејќи кај мене навистина доаѓаат оние со потешки проблеми. За жал, почесто доаѓаат тие со потешки проблеми. Како агресивност, како пренасочена агресивност, како
Имаме куќиња бранат одредени предмети или територија, значи дури предмети, дури не дозволува сопственикот да седне дома на креветот до него. Чинијата за јадење, така. Чинијата за јадење, да речеме, најмал проблем. Значи, имаме ситуации со separation anxiety, значи има многу ситуации. Тоа и милениците. Апсолутно мислам. Тоа е страшно раширен тренд. Значи, толку често се појавува, особено кај куќињата што потекнуваат од времето на корона, бидејќи тогаш сите беа дома, куќињата не се научија да седат сами дома, луѓето ги земаа како друштво и кога почна оној момент да треба да почнат на работа, дојдоа до проблемот да веќе 2-3 години старо куќе. Да, тука се појави и се уште трае тој тренд. Да се вратиме на агресивноста, значи, прва и основна причина може да биде генетска наследност, меѓутоа таа е во мал процент во однос на тоа колку таа може да биде наследена. Што значи наследена? Она што околината го наметнува. Травматични искуства нели низ кои куќето учи. Исто така преку агресивноста, што од една страна тоа е алатка за преживување на кучешкиот род, значи не треба да ја гледаме толку страшно. Знам дека не е убаво, нели, кога куќа ќе нападне човек, тоа го тргам на страна и не го оправдувам, меѓутоа агресивноста кај нив е алатка за преживување. Ако едно такво истравматизирано куќе, како ова што го видовме на видеото, не се одбрани со агресивност, тоа пак ќе се најде во истата состојба. Значи, ако едно куќе на улица кој е гладно и се бори за живот, не ја одбрани својата храна на агресивен начин, на кој друг, нели, од другите куќиња или од луѓе или од некој што пробува да му ја земе, како ќе преживее? Така. Ако тоа куќе со агресивност не го тргне противникот од таа територија, тој нема да се спари со таа женка. Значи, тоа е кај нив алатка за преживување. Затоа велам дека во мал процент, некој си 30% е наследна. Меѓутоа, таа агресивност има здраво ниво, кое му помага на куќето да преживее и има граница која поминува, која настанува баш преку влијание на околината. Травматските искуства во животот се најчестото. Значи, несоциализацијата, број 1, и травматските искуства во животот се друга причина. Што значи несоциализацијата? Куќето не морало да биде тепано, удирано, нели, изгладнувано, за да тоа развие страв према нешто, бидејќи не било социализирано како што треба во периодот кога било сосема мало. И грешка е што луѓето сметаат дека социализацијата настанува после 4-тиот месец кај куќето, таа настанува почнувајќи од 2-3-та недела во животот. Значи, што одгледувачот има огромна улога врз социализацијата на тоа кученце понатаму. Практично штом ги отвори очињата од породувањето, и штом почнат да гледаат и да слушаат, значи тие веќе имаат дразби од околината. Ако тие дразби се за нив травматски, или ако не постојат дразби, тоа нема да научи. Јасно. Што е друг човек, што е друго животно, зошто кесата шушка, зошто овој пот е мазен. Простете. И тој страв доведува до агресивност како одбрана од нешто непознато. Јасно. Значи, тоа е многу комплицирана тема. Не е туку така едноставно да наречеме дека ова куќе, да речеме дека е агресивно. Јас сум ја овластено лице од Агенција за храна и ветеринарство за теза социализација и агресивност кај куќиња. Мислам дека тоа ти е специализација вистинска. Тоа е долги да, години што е... Да, јас толку години го работам, јас ги препознавам. Јас можам да го видам тоа кај нив. И ќе го споменам и оној случај, нели, немил трагичен случај, кога дете загина, нели, од угриз од куќе. Имаше влезено во двор, нели, се работеше за големо масивно куќе. Тоа куќе испадна неагресивно на тестот. Ајде сега. И па како ќе ни го објасниш тоа, Анета? Затоа што морам слободно написи се вода. Именно да, ова некако ми дава баш значење за прашањето кое што сакам да ти го поставам, дека каква улога игра средината во развојот на агресивното однесување на домашните милиници, ова некако ми е одговор на сето тоа. Да, значи тоа е комплексна тема, меѓутоа на вистина сега мораш. Се случува и ние со Цеце постојано. Значи околината има огромно влијание. Како што реков, оној случај да се навратам, куќето само си ја бранело територијата, се нашло во ситуација во која не знаело што се случува и со еден угриз се десило што се десило. Значи, на тестот, според моите извори, испаднало дека е неагресивно, што и беше очекувано од моја страна, затоа што 12 години возрасно куќе носено по изложби,
Има шанси да покаже таква агресија. Што содржат тестовите? Најчесто? Тестот содржи моменти на предизвикување на реакција кај животното во различни ситуации. Например, кога ќе види друго куче, кога се допира, кога му се приоѓа од напред, кога се приоѓа позади, кога се допира на различни места од телото, кога например му се допира во храната. Јас имам и вештачка рака со која треба да допрам во храната. Значи дали ќе изреагира на тоа, кога му се дава играчка и дали смееш да му ја земеш играчката. Значи има 10 на 15 ставки кои се проверуваат и врз основа на тоа се проверува агресивноста на кучето. Значи во движење точак, велам појава на друго куче, каква е реакцијата, меѓутоа не е секое лајање кон друго куче агресивно лајање. Значи проценката и тука е веќе оној момент кога треба навистина да разбираш, да ги читаш знаците на телото на тоа животно, да одредиш дали навистина е тоа така или е друга реакција, затоа што за луѓето, нели обичните луѓе, ќе ставам под наводници, секое лање е агресивност, а не е вистина. И секое ржење е агресивност, ама не е вистина. Не е вистина. Ржењето е само знак за предупредување. Значи тоа куче мора некако да ти покаже дека нешто не му чини, дека нешто му пречи или дури и се смета дека не значи дека веднаш напаѓа. Значи тоа куче што ржи е супер, затоа што ти покажува дека нешто се случува. Да, окей, ти треба да те предупредува, не така са веднаш. Значи тоа куче веќе ти дава шанса да го престанеш тоа дејство за да не оди понатаму, нели затоа што го загрозуваш на некој начин. Сега наше е да видиме што е тоа што го правиме, дали навистина е така или не е и како тоа да се реши преку моделирање на однесувањето, а не преку казнување на ржењето. Многу често ги советувам тие што доаѓаат кај мене, не го казнувајте кога ви ржи. Видете зошто, дајте ќе го моделираме тоа, дајте ќе го исправиме тоа однесување, нема да ги повторуваме постапките, меѓутоа ако сега го казниш ржењето, следниот пат нема да ржи, ќе те касне директно. Велиш при самото породување на кучињата, нели домашните милинци, третата недела кога ги имаат сите сензации, сите сетила веќе нели што се вели, светот го доживуваат. Практично велиш генетика и така натаму ќе се дадат први знаци. Кои се први знаци на агресија кога треба да биде некаков аларм за сопственикот да превземе мерки? Прво и основно ги гледаме родителите. Така. Може и да е некој нели ген од дедо, баба и претходно, меѓутоа прво и основно ги гледаме родителите. Како тие реагираат? Мајката, ако пошто секоја реакција кај животното во организмот предизвикува лачење на одредени хормони. Тој плод е хранет со тие, под наводници хранет со тие хормони, така? Додека се развива во утробата. Значи тоа кученце веќе на тој начин ја наследува агресивноста, бидејќи тие хормони циркулирале уште во плодот. И сега, кога ќе се роди, кога ќе почне да покажува први знаци, веќе е јасно чиво е кученцето, нели која е мајката, која е таткото. Практично ова е како научно истражено feasibility студии за мајката со детето, мислам за човечкиот род. Да, истото е. Кога мајката е под стрес, имаме бебе кој има послаб имунитет, кој има поинакви реакции, нели да не навлегуваме во таа тема. Значи тука се првите моменти. Друго, пак го споменав од гледувачот кој има навистина многу голема улога во тоа. Ако тој на време, во тој период дека кученцата се во карантин, во леглото, ги социализира со се она што тие треба да го видат за тој период на нетрауматски начин, тоа куче понатаму многу полесно ќе ги прифаќа сите дразби со помалце стрес. Практично дворешниот свет нема да му пречи. Нема да му пречи затоа што ќе биде научено да ги прифаќа без стрес. А кученце што било изолирано и што немало никаква дразба или травматско искуство, значи влегува од гледувач, ја шутира мајката, го фрла кафезот на страна, ги зима кученцата, ги префрла, вика, значи или деца ги она посилно, погрубо ги хендлаат кученцата, веќе тоа има стрес, значи нешто доживеало. И понатаму, иако нема да речеме некое практично искуство во подоцнежниот период, травмата останала и ќе ја појави кога тогаш. Како некоја лузна. Како страв. Да, во студиото имаме груминг мајстор. Горан е сосема човек кој што ги обожува. Саше со задоволство практично ќе те слуша, бидејќи тој има златен ретривер. Рече си нов собственик и сега ми се наметна само прашањето, еве со Цеце предадиме со другите, дали понекогаш еве велиш генетиката, ДНК-та и наследството тоа што ќе го добие можеби од предците се случува дали ќе биде агресивно или ќе покаже некакви афинитети и амбиции кон некакво однесување. Дали се уште постои да речеме правилото дека и одредени раси се агресивни или некои се попитоми, еве да речеме во 90%
сме чувале голем дел од на себе златен ретривер, никој пат не може да почувствувате ни малку некаква агресија, не пак некаков лаеш. Добро. Дали? Мене, извините, прекинав, ми има искасано златен ретривер. Значи не постои правило со расата. Тука беше грешка непланско парење според мене. Зошто? Се повеќе се случува, јас имам кученце, ти имаш цеце кученце, ќе ги спариме ли? Дали гледаме сродство, дали гледаме карактеристики на раса, дали гледаме дали одговара тоа куче во стандардот на расата, за да ја зачуваме таа раса со тие карактеристики дека нема агресивност во расата. Никој не пази тоа, барем повеќето. Секоја чест, секогаш велам на тие ретки одгледувачи кои навистина водат сметка, пак за генетиката се враќаме. Не разбираш? Значи, кај тие раси кај кои не е очекувана агресивност, кои не се создадени за такво нешто, само генетиката им удел што влегла агресивноста кај нив. Имаше едно време Пак кокери. е чекор на луѓето. Да, пак е Затоа чекор што на грешка често на- пати на се случува да било каснување во минатото од страна на питбул и така натаму и тоа веднаш ние е ги доживуваме. трауматска агресија. Тоа е стекната агресија. Тоа е друго нешто. Питовите почна. Се префрлив, извини, ако тој ретривер бил нападнат од питбул, нели нормално дека ќе реагира, Ќе да. реагира некако. Питбуловите важат за агресивни кучиња. Значи, кај мене сите што дошле Апсолутно не нема врска со нема тоа. никаква поврзаност. Ако секој е купено од линии одгледувани за борби, Ете го можеме да моментот на- очекуваме, нели генетиката можеме да очекуваме, плюс тоа и стекната е веќе, затоа што таа мајка додека ги дои кученцата во тие први 2 месеци, тие гледаат таа што прави. Дали во таква состојба, Анита, да речеме, каде што ги тренираат за нели, борба со кучиња, може кучето да се врати во една состојба на спокојство и да биде Со луѓе да, Тешко. со кучиња секогаш постои ризик и секогаш може да си носи маска, да си биде врзано и да не се деси никогаш ништо. Така? Значи пак е тука менаџирањето страна на човекот клучно. Секогаш човекот има улога. Кога ќе ми дојде било кој со било каков проблем кај кучето, јас секогаш наоѓам, во 99% наоѓам причина кај сопственикот. Не тоа и го сакајќи работиш греши. долги години. Ке Не потетам сакајќи греши. на кеот на Вардар често те гледаме со групи на луѓе каде што буквално што велиш со овие неколку убави аспекти кај што имаш тренинг, децата, родителите и миленикот да се адаптираат заеднички некако нели и катарзично поврдат со емоциите и сватат Многу ми е битно да психологија. ги освестам што е куче. Тие мисла дека е играчка, повеќето. За жал. Нели Се Миленик? уште ли, Анета? Миленик, да. Да. Знаеш, по дома скока бело, такво живо, супер живо бушаво. човечко, живо Живо битие суште кое што што не поврзано е со човечкиот род. човек. И му дава човечки карактеристики и баш тука е недоразбирањето, затоа што кучето на еден начин ги перципира работите, ние на друг. Нашата љубов и покажувањето на љубов на еден начин за него значи нешто друго и од тука доаѓаат сите недоразбирања, нели? Помеѓу нас и нив, а јас сум тука за да го објаснам тоа, Јасно. да ги освестам луѓето што чуваат, дека чуваат животно, не за да ја намалам неговата вредност, него за да ги освестам за неговите карактеристики. Па може да одиме со Да, паразитите со оглед сега. на времето Малку што ни на е времето, ама така се поврзано и со скратено. видеото. Многу теми сакавме нели да Да, отвориме со тебе, да. меѓутоа ајде ќе оставиме, се надам дека може ќе има и прилика За плюс. следни прилики, за да. следна тема да отвориме. Меѓутоа во овој период, еве, врнежите се достапни, тоа значи се е зелено, вегетацијата е во една Во ег. бујност, во една Рај за Риби на паразит. секаде, Рај за неискусени. Тоа значи нели најавата на сезоната на Како велиш горешните Анита, рај за паразити. паразити? Рај за За паразити. паразити. Што значи тоа за домашните миленици, што значи тоа за собствениците на домашни миленици? Сезоната на паразитите е почната уште крај на февруар. Само тоа да ви кажам. Тогаш почнува да речеме. Тогаш почнува. Што малце се стоплат нели надвор условите, што влага си имаме цело време, така да крележи, болви, песочни мушички, Се во комарци, се тоа ужива и буи и расте. Ајде да не коментирам за неискусени тривници и такви работи, нели нормално, окей, од една страна ги штитиме пчелите, можеби, од друга страна ги Има и друга штета ги мала. растеме паразитиве. Тоа за животните кај нас во Македонија како земја во која имаме и лишманија, во која имаме и ерлихија, во која имаме и анаплазма, во која имаме еден куп болести кои се пренесуваат преку Спектар. паразити, многу. Значи едно време лишманијата беше карактеристична само за Грција, сега си е за нас. Значи ние сме си подрачје за лишманија и за многу други болести, па и за срцевиот црв, и тоа сакам да го споменам. Значи постојат кај нас и навистина заштитата од паразити е number one во овој период, без исклучок, значи немојте да заборавате, мислете на тоа, она што сакам да го кажам, нема да одам во препарати кој како што. Бирајте препарат со репелентно дејство, тоа го зборувам со години.
Затоа што целта ни е паразитот да не касне, значи џабе што ќе умре од кога ќе касне, нас ни треба да не касне, затоа што со каснувањето веќе пренесува болест. Ако ја носи. Репелентното дејство во моментот, бидејќи ви Саша, секој од нас некако кога толку имаме љубовта, сакаме да спиеме со нашите миленици. Тука препораката и тенката граница, кога веќе знаеме дека ни е домашен, ама често мора да ги правиме прошетките во овој период, што би била препораката ако доколку сакаме повторно си го прибереме во кревет? Значи тие средства во принцип се безопасни за луѓе, како што се безопасни за животните. Така да дали ампула, дали кајфче ќе се стави, значи репелентно дејство имаат само топикалните препарати. У принцип не сметаат, нели, за собственикот. Секогаш може да се прочита на упатството да се одбере препарат, затоа велам нема да споменувам препарати сега. Меѓутоа, ако веќе се безбедни за 7-неделни кученца, зошто би биле опасни за нас? Океј, да се, ако се фаќа препаратот, нели, ремчето треба да се измијат раце, да не се допрат очи, нос, уста, да се особено со деца да се внимавали. Од друга страна не е некој безбедно. Значи пак оставам на тоа, некој реагира алергиски на некој од состојките, значи да не навлегуваме, не можам да кажам е безбедно 100%. Секој за себе треба да си прочита на упатството и да види, нели, дали тој препарат одговара и за него и за животното. Што ме наменето за животно да во ред. Пак има некои кучиња алергични, да речеме, на некои од препаратите, нормално, како и ние што сме алергични на некои лекови, значи треба да се одбере, секако. Најбитното е да се заштитите, нели, да ги заштитите милениците, меѓутоа да се заштитите и вие, затоа што пред година-две имав ситуација кај една девојка што доаѓаше со своето кученце за часови. Кај нејзе докторите најдоа 12 сантима дирофиларија репенс подочен капак. Тој е пренесен од комарица. Црв. Да. Да. Значи не сакам да кривам паника кај луѓето, меѓутоа навистина треба да се подигне свеста за заштитата од комарците, од песочните мушички, лишманијата и кај луѓе се пренесува, односно не се пренесува од кучињата, него од песочните мушички. Ете тоа го спомнавме со Цезе. Кој е, да речеме, ако правиме дистинкција, лишманиоза кај домашен миленик и собственикот, дали се пренесува? Еден на друг не, само преку вектор песочна мушичка. Само преку вектор. Да. Кај мајката... Самата песочна мушичка пренесува и кај... Да, каснува и човек, каснува и куче. Комарецот каснува и човек, каснува и куче, пренесува црви, нели? Пошто има срцев црв кај кучињата што е почест и подкожен црв кај луѓето што е почест. Има еден паразит, еден црв eyeworm се вика. Таа, например, се пренесува преку овошни мушички кај кучињата. Кога ги собираат солзите, ја пренесуваат кај кучињата. Значи, има многу болести што се пренесуваат преку паразитите и затоа велам дека мора да се обрне внимание на добра заштита од нив. И да се покрене свеста кај луѓето, да. И оној момент јас го шприцам со лаванда или не знам со што. Луѓе, јас разбирам дека не сакате хемикалија, значи јас прва сум за тоа, меѓутоа во оваа ситуација бирајте помало зло. Подобро ќе ставам хемикалија отколку, нели, таква болест кај кучето, па нели во дом. Ампулите и каишките кои што се содржат сами по себе некакви, нели? Да. Тоа е хемикалија, навистина. Навистина некој животно ќе изреагира на нив. Се тоа постои во рамките на, нели, мал е процентот именно. Мал е процентот во рамките на прифатлив ризик, да речеме. Меѓутоа, оној ризик од паразитите не ми е прифатлив во никој случај. Добро, ова е интересен момент да се отвори една цела ваква тематика посебно за присуството на паразитите и за недоволната свесност кај луѓето, но можеби во некоја следна прилика ќе те имаме повторно. Прашањето последно би било дали освен лишманиоза може да се добие паразитско заболување од миленик да се пренесе на собственик. Која би било? Може. Ти ли споменав, за жал, погледнав еден краток документарец каде што девојка која што имала и секотина на раката, кучето ја лиже и за жал дошло до ампутација на истото, нели се пренела некаква бактерија. Може да се пренесе било каква бактерија доколку миленикот не е здрав. Затоа редовни ветеринарни контроли, затоа прочистување, затоа вакцинации, затоа се што треба, нели? Може да се пренесат и стомачни паразити, значи внатрешни паразити, глисти, нели поточно по народот познато. Се е тоа до нехигиена, до неодржување на животното, неодржување на човекот. На крај крајава тие глисти кучешки може да се пренесат и од јадење недоволно измиена салата. Така. Не мора ни да имате куче. Значи едноставно хигиената пред се, за да ова се друго. Јас толку години чувам миленици, имам 2 деца, фала му на Господ. До сега немало. Така, се било покриено, се било направено како што треба и се е во ред.
свесно живење со милениците. Верувам и се надам дека можеби ќе имаме време уште еднаш во текот на летото ако се обидеме теми кои што се опширни, а со тебе мислам дека можеме, како што велиш ти, баш маратонски да говориме и ти благодариме што ни ја посети утринската. Благодарам и на вас.